Трагедија во Кочани, пожар во дискотека, најмалку 51 загинати, 113 повредени. Трагедија со невидени размери ја потреса Македонија, откако синоќа во дискотеката Пулс во Кочани избувна огромен пожар за време на настапот на популарната група ДНК. Според првичните и неофицијални информации, бројот на жртвите достигна 51 загинато лице, додека најмалку 113 лица се повредени, некои од нив со сериозни изгореници и животна загрозувања состојби. Причината за пожарот се уште не е официјално потврдена, но според првичните претпоставки, тој избувнал поради употреба на пиротехнички средства за време на настапот. Огнот се проширил со неверојатна брзина, оставајќи малку време за бегство. Во несреќата тешко е повреден и Владимир Блажев Панчо, членот на групата ДНК. Анонимни извори за Хајп Македонија откриваат дека членот на ДНК Владимир Блажев Панчо е тешко повреден, моментално е на кислородна поддршка и има сериозни изгореници. Дополнително, еден од членовите на бендот е исчезнат и во тек е потрагата по него. Неофицијално станува збор за Андреј Ѓоргиевски. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани ја потреса целата јавност, а бројот на жртвите и повредените продолжува да расте. Според најновите информации, сопственикот на дискотеката е приведен, а истрагата открила дека објектот имал лиценца за работа до 24 март. Приведени се сите осомничени лица поврзани со случајот. Ситуацијата станува критична, а јавноста со загриженост ги очекува најновите информации. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски веќе пристигна во Кочани, а премиерот Христијан Мицкоски исто така е на лице место на трагедијата. Надлежните служби работат на расчистување на последиците, а истрагата за причините продолжува. Целата земја е во шок по оваа катастрофа, а семејствата на жртвите и повредените со нетрпение чекаат нови информации. Се очекува институциите во текот на денот да излезат со повеќе детали за оваа голема трагедија. Идентификацијата на загинатите оди тешко, особено кај малолетните лица кои според првичните информации биле на возраст од 14 до 16 години и немале лични документи. Процесот дополнително го отежнува состојбата на телата, што ја прави идентификацијата исклучиво комплицирана. Медиумите објавија телефони за дополнителни информации за состојбата на пациентите. За ГОП 8 септември може да се обратите на телефонскиот број 071 226 764, клинички центар 070 387 115, Светинаум Охридски 075 203 026. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани ја потресе целата јавност, а бројот на жртвите и повредените продолжува да расте. Според неофицијални информации, сопственикот на дискотеката е приведен, а истрагата открила дека објектот имал лиценца за работа до 24 март. Приведени се сите осомничени лица поврзани со случајот. Неофицијални извори за Хајп Македонија откриваат дека членот на ДНК Владимир Блажев Панчо е тешко повреден, моментално е на кислородна поддршка и има сериозни изгореници. Дополнително, еден од членовите на бендот е исчезнат и во тек е истрагата по него. Ситуацијата станува критична, а јавноста со загриженост ги очекува најновите информации. Во страшна трагедија што ја потреса Македонија, најмалку 51 лице го загубија животот во катастрофалниот пожар кој ноќеска избувна во дискотеката Пулс во Кочани за време на настапот на популарната македонска група ДНК. На концертот според првичните информации присуствувале околу 1500 посетители, а пожарот избувнал во моменти на прослава, најверојатно поради употреба на пиротехнички средства. Страшни сцени од местото на настанот. Сведоците настанот го опишуваат како хорор. Огнените јазици брзо ја зафатиле дискотеката, а луѓето во паника се обидувале да излезат.
Спасувачките екипи веднаш реагирале, но густата чадна завеса и високите температури дополнително ја отежнале акцијата. Според првичните извештаи, меѓу жртвите има и малолетници, дури и деца на 16 годишна возраст. Вонредна состојба, вклучени сите ресурси за спасување. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски веднаш пристигна во Кочани за координација на спасувачките активности, додека премиерот Христијан Мицкоски е на пат кон местото на трагедијата. Во спасувачката акција се вклучени екипи од целата држава, а поради големиот број повредени, ангажирани се и цивилни возила за нивен транспорт до болниците во Кочани, Штип и Скопје. Црн биланс кој постојано расте. Иако бројот на загинати засега официјално е над 51 лице, медицинските екипи предупредуваат дека трагичниот биланс може драстично да се зголеми во текот на денот, бидејќи повеќе повредени лица се во критична состојба. Клиниките во околните градови се преполни со пациенти, со изгореници и респираторни проблеми, а дел од нив се и во животно загрозувачка состојба. Македонија во солзи. Веста за страшната трагедија се шири со огромна брзина, а граѓаните изразуваат шок и трагедија за социјалните мрежи. Веста за страшната трагедија се шири со огромна брзина, а граѓаните изразуваат шок и тага на социјалните мрежи. Официјалните информации од надлежните институции се очекуваат во текот на денот, додека истрагата за причините и можните одговорности веќе е започната. Останете со нас за повеќе информации. Следете ги најновите вести на Hype Македонија.